Кај нас во оризарството е битен квалитетот. Секоја цена ќе зависи од квалитетот на оризот. Ние имаме три квалитети на ориз, меѓутоа за жал во економијата, односно во трговската мрежа се продава исклучиво под еден бренд само, како кочански, и цените се движат онаму каде што трговците ќе најдат најголема заработка. Иначе ние како производители, бидејќи сме производители ние на ориз, не сме трговци, работиме испод производната цена. Производната цена моментално е најниска до сега што може да бидеме во производство, а за жал, кога ќе видиме во маркетите, цените се многу повисоки. Меѓутоа, нас не загрижува како оризопроизводители друго, него го нема оној квалитет што го имаме во домашната употреба, да кажем. Зборувате за увезениот ориз или? И за домашниот. И за домашниот. И за домашниот, бидејќи квалитетот на оризот, самиот квалитет, зависи од многу состојки, така што трговците знаат да се зголемат маржата по основ на додаден премекс, односно крш во оризот. Тоа го има во трговијата, не го знаат граѓаните, затоа кој ќе го видите, тој ситен ориз што викаме ние, тоа е состојка од оризот, што треба да се тргне, не смета за користен за храна, меѓутоа таа има друга цена. Таа е многу пониска цена од она прва класа што има. Сакате да кажете дека во тоа пакување ориз што ние ќе го купиме, ќе најдеме и од тој квалитетниот и половина од тој неквалитетен ориз? Истиот квалитет. Кршен ориз зборувам. Ќе ви кажам само дека се работи за класи. Значи, прва класа треба да има крш, ние тоа го викаме 7% крш. Така. Тоа го имаше порано, за жал сега оди и до 30. И тоа е проблемот кај нас во оризарството, а цената самите трговци ја стават према потрошувачката. Добро,